председателе. Гледајќи го денешниот дневен ред, навистина не ми е сватливо како една точка после подолго време и после критики од сите страни се уште никако да се најде на дневен ред на Собранието на Република Македонија. Разгледувајќи го извештајот за работата на Државната комисија за спречување на корупција, пред некој ден председателката Билјана Ивановска се жалеше и тоа го прави на сите јавни настапи, го критикува Собранието, како тоа не бил разгледан годишниот план за спроведување на Националната стратегија за борба против корупција за 2022 година и вели и понатаму не е разгледан од страна на пратениците на Собраниска седница. Тоа исто го направи и евроамбасадорот Гир, кој исто така во една прилика пред некој ден го искритикува Собранието, поради тоа што, како што вели, до ден денешен не расправало за претходниот годишен извештај за спроведување на Националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси. И при тоа евроамбасадорот порача дека ваквото однесување на пратениците не е охрабрувачко, додавајќи дека потребно е зајакнување на рамката за борба против корупцијата и дека е клучно власта да заедно со опозицијата да се здружи и да донесат мерки за борба против корупцијата. И сега јас ќе прашам како ќе го направиме тоа кога и после толку време председателот одбива да ја стави оваа точка на дневен ред. Ќе се прашам што тоа сакате да се скрие. Ако се погледни процентот на реализација, тогаш на сите јасно ќе биде зошто оваа точка упорно се одбива да биде ставена на дневен ред. Во 2021 година процентот за реализација на Националната стратегија за борба против корупција беше 20%, а годинава напредуваме како и во се, работиме, како што вели премиерот, како и до сега, реализацијата е мизерни 10%. Институциите на системот апсолутно затаиле, што значи дека власта продуцира, генерира корупција. Затоа барам да се стави на дневен ред дополнување на дневниот ред со точка за разгледување на годишниот план за спроведување на Национална стратегија за борба против корупција за 2022 година. Благодарам.